Добар ден, драги гледачи! Добродојдовте во емисијата Штипски споменар, каде со многу податоци, сеќавања, верувања, обичаи. Сето тоа ќе ви го раскажеме токму вам, заедно со Елена. Добар ден! Добродојдовте! Добар ден! Како сте? Благодарам што сум дел од оваа емисија. Каде заедно ќе ја раскажеме на гледачите Штипски споменар. Да, Сите со негови дати, задоволство. значени дати. Денес во нашава емисија ќе позборуваме за градот под Исарот, значи како што и велат постарите, односно тврдината Исар. По што се карактеризира оваа место? Од кога потекнува? Од кога потекнува, тоа верувам дека никој не може да знае, затоа што гледајќи го самиот Исар, многу личи на вулкан. Кога Така. тоа се случило во историјата, веројатно ќе треба да се работи долго Така. и да се утврди, ако воопшто може да се утврди. Инаку, за Штип велат граден како Рим на 7 ридови. А првиот на кој е граден е токму Исарот. Кога ќе го посматрате Исарот како, да го речеме, природна градба, тој никнува од водите на Брегалница. И значи, градот Штип доаѓа лево, а Брегалница доаѓа десно. Сега веќе со оваа патека што ја направија околу Исарот, верувам дека иднината на Штип е можеби и десно. Така. Многу убава работа е тоа, патеката. Значи, ова е од оваа страна патека би рекла, ако може на оваа страна да има градби, веројатно во некоја, Така. можеби и подалечна иднина ќе има и од таа страна. Овде, на оваа височинка е првото име Штип. Астип. Така. Градено како војничка населба. Меѓутоа, за него има најразлични приказни, најразлични имиња. Еве, например, евреите го викале Ел Кастио, затоа што е граден на камен, турскиот Ташлибаир, каменен рид. Иако има друг топоним во близината на Штип, кај што се вика Ташлибаир, меѓутоа и ова е Ташлибаир. Така. Каменен рид. Исарот и за мене е дел од моето детство. Ние овде имавме над куќите една мазна скала, се викаше, и на неја си носевме кафтаните и си игравме таму. Ќе се распостелеме, па ветерот кога ќе ни ги однесе и куклите и Така. кафтаните, имаше плачење. Горе на Исарот едно време кружеше дека се Маркови кули, што не е точно. Се докажа дека не е Така. точно. Веројатно е поврзано со Марковите кули од Прилеп. Некоја предпоставка. Нема докази дека Маркови кули. Оваа последната градба е на српските властелини. Една од тие градби, меѓутоа имало овде многу постари градби на него, Самуиловата, Да. тврдина, па не знам, пред тоа, од римско време. Така да, тврдината не е само таа една иста. Точно. Значи се менувале работите. Така. Но, многу е интересно за Исарот, кога дошол Евлија Челеби и напишал во својот патепис за Исарот, како бил освоен Штип, тој кажуваше, мислам, тој напишал една легенда, која во денешни услови се покажа дека било вистина. Тоа е легендата за пајките. 5-6 пајки излегле последниот ден кога мислеле турците да се повлечат. Чекале, мислеле дека заради вода ќе мора да се предадат. Меѓутоа, тие не се предавале и на крајот виделе дека не можат да го освојат Штип и ќе си одат. Тоа нивно ритуално миење во Брегалница, утринско, направило еден од војниците да ги забележи пајките кои излегле од самата вода. И му направило впечаток. Останал да чека, ова е според кажувањето на Челеби. Да. Останал да чека до вечерта каде ќе одат пајките, тие одеднаш, како што се појавиле, така ги снемало. Останал, наместо да се повлечат, останал за утредента.
пак ги чекал да излезат и ги чекал кога ќе ги снема веднаш по нив да тргне. И значи утврдил дека тие по еден ходник се качуваат во Исарот. Така. Така, на тој начин се нападнати војниците на тврдината и така е освоен Штип. Тоа беше долги години и векови легенда. Меѓутоа, во денешно време, откако се пронајде отворот од внатрешниот ходник, веќе не е легенда, веќе е вистина. Така. И навистина имало комуникација од Исарот долу со Брегалница. Ова е уште една фотографија од прекрасниот Да, Исар. ова е од кај Пребек, кога гледаш во Исарот, значи од друга позиција, и се гледа индустријскиот дел Да. на градот. Една прекрасна градба. Долу е сигурно патеката, долу ниското. Така. Следнава фотографија. Ова исто така се гледа Исарот, а под Исарот Бошначкото мало. Ова во една претходна емисија говоревме за Точно оваа така. фотографија. Меѓутоа позицијата на Исарот и она што јас го забележувам, Исарот со векови, било каде да го сретнеш на која фотографија е гол рит. Така. За разлика од денес, со пошумувањето, тој го промени својот лик и стручњаците велат дека се прави корозија на карпите. Дека од една страна е добро, ама од друга страна може би да му направи штети. Следнава фотографија. И од овде се гледа Исарот. Ова е христијанскиот дел на Штип, би рекла, во низ историјата, Да. затоа што тука е црквата Свети Никола и значи малото околу неа и под Исарот. И се гледа дури и фитијата. Така. Следнава фотографија. Ова се тврдините. Остатоци На од Исарот. тврдината, која камен по камен полека ја снемува. Не се потрудија нашите татковци на градот за сите овие години. Јас веќе 7 децении живеам во овој град. Не се потрудија нешто да се направи да не се дозволи да ги снема Да. овие Така. камења, така да речем што живот значат за Штип. Следнава фотографија да ова објасниме се на гледачите Штипјанки. за што станува збор. Знаеме, Штипјани на 21 март, како што останало од порано, се фрлаат каменчиња. Ајде да ја објаснеме за што точно станува збор. Да. Првиот впечаток ми се модерните Штипјанки. Така. Затоа изреагирав така. 21 година е оваа фотографија, погледнете какви се Штипјанки. Точно. Ова е точно на Свети Четиресе, ние викаме Штипјани, на денот на пролетта се качуваат на Исарот и се фрлаат 40 каменчиња, се поздравуваат со 40 души. За каменчињата знам, за девојките важат 40-тото да си го задржи, за да си го сонува Точно. брачниот другар. Овој празник се празнува во христијанската, во православните празници, како ден на 40-те маченици. Така. Меѓутоа има и уште нешто. Овде биле закопани Тивериополските маченици. Старото име на Струмица е Тивериопол, значи градот на Тиверие. Имало овде нивни гробови, дел од нив се пренесени во Струмица, меѓутоа дел од нив се уште се наоѓаат на Исарот. Тоа археолозите со тек на време ќе го утврдат. Еве една детска игра. По Маркови кули ние што викаме Штипјани, и ако не се Маркови кули, каква радост и убавина е нашиот Исар. Него многу поети го опеале, многу е пишувано за Исарот. А мене многу силни ми се стиховите на Исарот од Ацо Шопов. Тука е тој оган, под овие улави води. Така, прекрасно. Исто така. Гледката нашиот прекрасен Штип. Така. Гледката сепак можеме да ја доловиме од Исарот,
на нашиот прекрасен град Штип, останува онаа легенда, убавините кои што со себе ја носи тврдината Исар. Јас вам ви благодарам за овие прекрасни фотографии, за овие преубави гледки и што сепак дознавме повеќе информации и сето тоа им го раскажавме и на нашиве гледачи. Ви благодарам за И тоа. јас вам ви благодарам. Вам, драги гледачи, останете со Канал Плюс телевизија. Се надевам дека уживавте со нас и дознавте секако многу повеќе податоци за нашата тврдина Исар. Пријатно!